Добро утро за гледачите на Канал 5 телевизија и утринската Здрава Македонија. Ово утро во вашиот дом ќе донесеме една интересна и различна тема. За тоа како тој го минувал своето детство, училишните денови и се она што е интересно и различно да го дознаеме. Кога го гледаме пред екраните и на политичката сцена го доживуваме поинако. Но сепак и тој имал детство и лето за кое што ќе дознаете повеќе денес. Добро утро велам за мојот утрински соговорник Владко Ѓорчев. Владко, добро утро. Добро утро, поздрав до вас и до вашите гледачи. Фала многу за иницијативата, затоа што ме донесовте во моето старо школо тука, после долги години и прекрасно чувство да се биде тука, да. Верувам дека полно емоции, полно спомени од училишниот двор каде голем дел од децата минуваат поголем дел од своето детство. Па што вас ве навраќа на вашето училиште Ѓорѓи Апулевски, кои се оние детски спомени и лето? Прекрасни чувства, прекрасни емоции и добри вибрации. И еве, ова е школата во која што јас одев во основна школа. Тоа е денешното училиште Ѓорѓи Апулевски. Порано беше основно училиште Едвард Карделј. И ние бевме 8 паралелки по 40 деца, значи некаде околу 300-320 деца во генерација и многу ми е мерак што еве случајно, непланирано баш кога го снимаме ова интервју, да биде денот кога децава сега ги добиваат нивните свидетелства. Значи, еве сега тука има Джагор, па малце не загледуваат пред камера, па ние сме сега одеднаш под наводници возрастните, нели, па дошле од телевизија, но ова е буквално онака една филмска сцена на песната на Ѓорѓе Балашовиќ, Неки нови клинци. А овие неки нови клинци треба да знаат или да кажам за публиката, тука ни игравме и брканици, тука излегувавме од школа, тука се сликавме за годишна фотографија, годишна слика една година тука, друга година тука. Како ви кажам, многу емоции, овие ѕидови, овие училници да можат да зборат, цели книги би напишале, но тоа се чува во срцето, тоа се чува во сеќавањата кои што навистина се убави и прекрасни. И драго ми е, мило ми е што вие некои нови клинци сега ги живеат тие најубави денови од животот. Имате пријателства создадено од училишните клупи, деца кои што биле од ваше мало, со кои сте ги минувале летните денови и ако било лето сте знаеле да навратите во училишниот двор за игра? Да, апсолутно. Како да ви кажам, во секој од овие згради, не знам, ќе отидевме на голем одмор, некој каже, слушај, мајка ми направено јадење, дојдете ќе отидеме ке некого, ќе јадеме, вода ќе пием, друг ќе донесе фудбал, топка или ја би донесол било кој, значи сите овие згради се околу нас, згради во кои што моите другари, моите соученици, значи тие деца, дури и оние кои што не ги знаеш по име, ги знаеш по лик, здраво, милион ситуации, така што се сме играле, фудбал, кошарка, возење точаци, до изнемоштеност возење точаци, сите можни игри, така што убаво, навистина една временска машина која што ме враќа таму некаде 87, 8, 9, 90 година и прекрасни спомени, навистина. Кој беше луксузот од вашето детство? Сладолед, топка, велосипед? Што ете? Луксус на ваше детство? Добар сите имавме горе-доле велосипеди, ама ако имаше петобрзинец и десетобрзинец. Десетобрзинец тоа беше тркачки и многу беа кул BMX кога дојда точаците или велосипедите. Тие беа нели онака зарели за горе-доле, да нели онака изгледа многу убаво фраерски и тоа беа под наводници луксузите, од сладолидите. Луксуз беше, имаше на стапче, поевтин, снежец, и имаше корнет. Слонче, мислам дека се викаше, да. Корнет беше, тоа е вака next level. А за топки, нели, една топка во ред, две топки супер, три топки со специјален голем корнет, тоа беше луксуз за цела недела. Се сеќавате ли на првата симпатија од училиште, на првите таков тип на пријателства? Да, нормално, тука се гледавме, си бетевме и после тоа прерасна во едно прекрасно пријателство за трето, четврто оделение, симпатија. Значи, не е тоа некоја љубов, тоа е повеќе онака на другарите, кажуваш детски, нели, ти се свија, кој се свија и така натаму. И после тоа прерасна во едно наистина убаво пријателство. Ден денес се знаеме, така што нема да открием поише, живее тука, здраво, добри сме, таа си има свој брак, свој деца, свој живот, јас свој, ама нормално, постои има друга симпатија, нели, како растеш и така, но сето тоа се
моменти на кои што човек секогаш и цел живот ќе се сеќава со насмевка. И значи така да ова насмевка која што има, или како вие како што имате за вашата школа, или камерманот, или секој еден што не гледа, и основна школа или средно или било што, или не знам, игранка, забава, летување, тоа се убави работи. Кој е најубавото летување од вашето детство на кое се сеќавате? Не знам сега баш некој, но знам дека идеално летување, многу пливање, многу играње, многу точаци, и тогаш, знаете како, некако сонцево беше поздраво. Значи, ние можевме во сред ден да играме, никој нит било нешто изгоре, ниту имал проблеми со кожата. Добро, и сега тогаш, окей, деца сме, значи сега сме малце повозрастни, ама идеално лето тогаш беше, тоа е, сончање, некаде ќе отидеш, дали на езеро или на море, ке баба на село, обавезно, и сето останато. Но секој лето е било убаво. Го чекаш 10 јуни, звони звончето, искачаш и се осеќаш да дишаш со полни плуќи и викаш 2,5-3 месеци, почнува убавото лето. Така што тоа им го посакувам новија деца, нека им биде убаво, нека им биде добро, нека им биде супер. За крај на овој разговор, што од вашето детство би сакале да имаат денешните деца, а што од детството на денешните деца би сакале некогаш вие во времето да се однесете во вашето детство? Сакам што повеќе деца денес да ги имаат игрите со топка. Знаете како, топката е една најсовршена форма, многу едноставна форма, и никогаш не знаеш како ќе отскокне, како ќе отиде и така. И повеќе играат со топка. Значи, дали тоа ќе биде кошарка, фудбал, народна, ние игравме, нели, народна и машки и женски, ракомет, секакви можни игри. Така што, што повеќе игра со топка, јас што би сакал од денешниве деца, од се по нешто, знаете, ние сакавме тогаш да имаме повеќе компјутери. Ако еден имаше компјутер умало, сите идеме играме игри кај него. Сега секој дете има, ама од друга страна па доста поминуваат време на тие нели апарати, гаджети, апликации и слично. Секое детство си носи своје нешто, или пак на пример оние кои што се постари од нас, ти имале поинакво детство. Ти имале нели детство кое што било повеќето нели во село, со домашни животни, едно друго. Или не знам, за 20-30 години детствата ќе бидат уште поразлични, но детството секогаш ќе биде детство, затоа што детето е дете, детските очи се детски очи, детската насмевка е таа, детските емоции, радости, таги се исти, и како ви кажам, сите деца на светот наликуваат на себе. Тоа се убави, чисти детски души. Владко, ви благодарам, ви посакувам убаво лето, благодарам што ова утро одвоевте време и пред вашето училиште ни раскажавте една ваша лична приказна. Фала многу, фала што ме поканивте, навистина прекрасно, убава идеја, и тоа е тоа. Нека сите оние кои што не гледа, сега низ една своја временска машина, низ своите мисли, поминат низ своите детства, ќе имаат убави насмевки на лицата. Фала. Благодарам. Се надевам дека токму со овој летен прилог ви направивме и ви потикнавме насмевка на лицата. Ве потсетивме на детството и на убавите времиња. А ние и натаму остануваме да бидеме најдобрите во македонскиот етер. Останете и натаму на Канал 5.